Локалната мрежа за застапување од Кочани ја организира првата од серијата работилници со граѓаните и представници од невладините организации и урбани заедници. Ова неформално граѓанско тело служи како механизам за зајакнување на улогата на граѓанскиот сектор за ефективни локални политики. Координатор и носител на активностите е Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина, а мрежата за застапување ќе помага во детектирањето на прашањата и проблемите што ги засегаат граѓаните во локалната заедница, а за кои како поединци не можат ефикасно да ги запознаат надлежните општински институции. Станува збор за прашања од областа на образованието, инфраструктурата, комуналното уредување и слично. Податоците сите кои што ги добиваме и од сите средби кои што ги има локалната мрежа за застапување во писмен извештај ќе одат до општината, до нивните представници и кои што понатака и нели планираме дека ќе ги земат во предвид за наредните буџетски години кои што ни престојуваат. Исто така се планира во рамките на овој проект да се направи и еден документ со локални иницијативи и потреби на локалното население, кое што исто така ќе биде публикувано и тиражно доставено до сите локални институции и до населението во општина Кочани. Покрај планираните работилници за согледување на клучните прашања и проблеми што треба да се решаваат на локално ниво, мрежата за застапување во Кочани во рамки на проектот ќе има и други активности. Повеќе трибини на истата тематика за проблемите и потребите на локалното население. Потоа имаме исто планирано и две фокус групи, од кои што едната ќе биде со млади до 29 години, а втората е планирана со представници од различни етнички заедници, од кои што сите проблеми и потреби кои што ќе произлезат ќе се сублимираат во овој документ кој што понатака нели ќе биде и печат. Освен постојните граѓански организации и урбани заедници, во локалната мрежа за застапување во Кочани можат да влезат и заинтересирани невладини здруженија, со оглед што таа е отворена за зачленување. Проектот Локална мрежа за застапување финансиски е поддржан од фондовите на Европската Унија преку програмата Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓанските организации, чии носители се Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип и Коалицијата Сите за правично судење.